Ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува. Ке гледате. Булеварот Христијан Тодоровски Карпош за 18 месеци треба да се изгради до Скопската обиколница. Патната инфраструктура на незадоволително ниво. Град Скопје почна со реконструкција на улици. Надлежните институции и екоактивистите со спротивставени ставови околу загадениот воздух на лето во Скопје. Градот работи на проблемот со бездомните кучиња, а Анима Мунди бара целосна контрола на програмата и на Вардариште. Детските игри како криенка, плочка, граница, ластик, џамли и сервис во минатото беа главна забава за време на летниот распуст, но веќе со години не е така. Нивното место го заменија компјутерите, таблетите, мобилните телефони. Малските игри со кои растеа денешните родители се речиси целосно заборавени. Нивните деца никогаш не играле речиси ниту една од овие игри. Едно истражување спроведено кај 12.000 родители во 10 земји покажало дека 1/3 од децата на возраст од 5 до 12 години надвор поминуваат помалку од 30 минути на ден. Од друга страна, психолозите порачуваат дека токму играњето надвор има низа позитивни ефекти во правилниот развој на децата. Го намалуваат стресот, ги учи да се социјализираат и да се снаоѓаат во различни ситуации. Во еден од парковите во Капиштет забележавме неколку дечиња што играат фудбал, а околу нив деца кои ги користат детските реквизити за играње. Родителите велат колку што можат повеќе ги носат децата надвор да играат. Па секогаш кога можам ги изнесувам, подобро е да играат во природа, во парк, отколку да се дома во затворено и со компјутер или таблет и мобилен. Мислам дека е тоа за нив подобро. Што најчесто сака да се играат вашите внучиња? Па зависи од возраста. Еве овие сега играат фудбал, другите внучиња на лулашки помалите. Организаторите на проектот на одмор сум во Скопје сум општина Центар мисли на мене одлучија еден од настаните да биде посветен токму на потсетувањето и заживувањето на заборавените детски малски игри. Од општина Центар информираа дека за таа цел во паркот Капиштет се одржа работилница преку која децата се запознаваат со тајните и правилата на игрите, како плочка, ластик, џамли и други. Во рамките на настанот се одржува и работилница на која децата имаат можност да цртаат под отворено небо. Цртањето во друштво е особено забавно за децата, ја поттикнуваат нивната креативност и ги развива моторичките способности. Основна цел на циклусот детски настани поддржан од општина Центар, кој летово се организираат под слоганот "Остави го таблетот, симни се пред зграда", е децата да се едуцираат на интересен начин за време на училишниот распуст и да се поттикнат да излезат надвор од своите домови на заедничко дружење и игра. Ги повикуваме родителите што поскоро да се пријават за еднократна парична помош во висина од 3500 денари што ја доделува општина Аеродром на првоодделенчињата запишани во основните училишта на нејзина територија, апелираат од општината. Тие истакнуваат дека повикот е упатен со цел првачињата до почетокот на новата учебна година навреме да ја добијат паричната помош од 3500 денари. Целта на овој проект е да се олеснат трошоците на родителите за новиот ученик во семејството. На овој начин ги враќаме парите назад кај граѓаните, овозможуваме пријатен почеток на првата учебна година и подобри услови во образовниот процес за секое дете, изјави градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин. Имено одлуката за доделување по 3500 денари за првоодделенците првпат е донесена оваа година во општина Аеродром. За оваа намена општината има издвоено околу 2.800.000 денари од сопствениот буџет за околу 800 првачиња. Образецот за барање за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2018-2019 година на подрачјето на општина Аеродром може да се подигне во општината или да се симне од општинската интернет страница aerodrom.gov.mk.
Општина Карпош по 11 пат од 24 до 26 август годинава ќе ја организира традиционалната културна манифестација Карпошово лето 2018. На платото во трговски центар Лептокарија, граѓаните ќе имаат можност да уживаат во различна и богата програма наменета за сите генерации. За најмладите ќе настапат Златните славејчиња и Петко 5 плюс бендот. Според програмата настапи ќе имаат Дарио Панковски, групата Нонстоп, Игор Джамбазов, Гуру Хари и пријателите Мики Јовановски Џафер и Кристина Арнаудова, фолклорно студио Етнос, Чалгија Саунд Систем, Златко Оригјански и Бени Шакири. Новата енергија и новиот дух во Карпош се чувствува од секој аспект. Од оваа причина се решивме да им дадеме поголем простор на домашните изведувачи и артисти кои импонираат со својот талент, музикалност и мултимедијалност, соопшти општина Карпош. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата им препорачува на возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не ги занемаруваат предупредувањата од метеоролозите и моменталните услови на патот и особено да внимаваат кога возат при обилни летни врнежи од дожд. Доколку за време на патувањето ве фати невреме проследено со обилни врнежи од дожд, грамотевици и ветер, тогаш задолжително намалете ја брзината на движење за 10 или 20 км на час и избегнувајте возење при поплавени улици и области. Кога дождот е многу силен и видливоста преку ветробрановото стакло е намалена до 50%, запрете. Тргнете се настрана и почекајте да се намали интензитетот на врнење, велат од РСБСП. При поголеми брзини, додаваат, автомобилот го губи контактот со подлогата, се подига од патот и се однесува како да ские на водата. Ако се случи тоа, забавете до онаа брзина кога автомобилот ќе го чувствувате нормално. Оттаму нагласуваат дека условите за возење, особено во лето, се менуваат многу брзо. После дождот се појавува сонцето, водата испарува и се јавува нов проблем за возачите – магла. Иако оваа магла не е толку густа и опасна како маглата во зима, сепак бидете предпазливи. Клучете ги магленките навреме и намалете ја брзината пред да навлезете во маглата. Особено бидете внимателни кога возите по угорнина, рид или планинско место, посочуваат од Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Внимателното возење, нагласуваат, е клучно за безбедноста на секој учесник во сообраќајот. Во Скопје 13 средни училишта ќе добијат енергетски ефикасни фасади во согласно со современите стандарди за рационализација и заштеда на електрична и топлинска енергија. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека реконструкцијата на постојните фасади на училиштата е во тек и се одвива во рамки на програмата за енергетска ефикасност на градските установи 2018-2020 и акцискиот план кој ги изготви град Скопје на почетокот на годинава. Покрај фасадите почна и реконструкцијата на покривите и надворешната столарија во училиштата каде е потребно. Градоначалникот Шилегов денеска беше во посета на средното училиште на град Скопје Јосип Броз Тито, каде во моментот се работи на довршување на работните активности. Во тек се реконструкциите на Јосип Броз Тито, Димитар Влахов, Орце Николов, Кочо Рацин, Никола Карев, Боро Петрушевски, Здравко Цветковски, Панче Арсовски, Сарај, Панче Караѓозов и Михајло Пупин. Поставувањето на енергетски ефикасни фасади во сите средни училишта подразбира огромни заштеди на енергија, а со тоа и значително помали трошоци. Најважно од се подразбира и значително намалување на аерозагадувањето. Градоначалникот Шилегов додаде дека деновиве градежни активности ќе почнати во средните училишта Марија Кири Склодовска и Цветан Димов. Овие училишта ќе добијат целосно нови фасади. Висината на вкупните средства за оваа намена изнесува речиси 60 милиони денари за вкупно 19 училишта кои ќе добијат енергетско ефикасни фасади, санација на покриви, надворешна столарија, подови, електрика и грејење. Дел од училиштата почнуваат и со адаптација на тоалети за лица со посебни потреби. Шилегов посочи дека овие средства се обезбедени со пренамена на средствата од криминалниот проект Скопје 2014.
Револтот кај граѓаните кои секојдневно гравитираат кон општина Бутел се уште трае поради метежот во сообраќајот кој се прави кај кружниот тек во Бутел, како единствено поврзување на општината со центарот на градот, заради градежните работи на булеварот Христијан Тодоровски Карпош кој треба да се спои со Скопската обиколница. Оваа траса се гради уште од декември 2015 година, но неколку пати е прекинувана. Последен пат беше прекината поради тоа што во тој дел не можело да се изведуваат градежни инсталации, затоа што постоело можност да се доведе во сериозна опасност водоснабдувањето на граѓаните од овој дел на градот. Овој проблем со водоводот се реши и во моментов привршува изградбата на почетната фаза од оваа сообраќајница, на потегот од крстосницата со булеварот Босна и Херцеговина до улицата Натанаел Кучевишки. Од град Скопје за прва Скопска вела дека реализацијата на овој капитален проект е во завршна фаза и се очекува негово комплетирање во наредниот период. Најголемиот дел од градежните работи се завршени и во моментов се работи на финиширање на одредени позиции и поврзување, како и на вршење на приеми и добивање дозволи и одобренија од соодветните надлежни институции. Како на дополнување на првата фаза од проектот за пробивање на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, од град Скопје информираа дека деновиве беше подпишан договор за втората фаза од овој проект, поточно за поврзување на булеварот од крстосницата со улицата Натанаел Кучевишки до обиколницата. Во втората фаза ќе работи фирмата Пелагонија АД Гостивар, а договорот е во висина од 125 милиони 460.081 денар. Со ова се предвидува продолжување на булеварот до обиколницата со 6 коловозни ленти, велосипедски и пешачки патеки. Рокот за реализацијата на втората фаза е 18 месеци, пошто булеварот Христијан Тодоровски Карпош ќе може да се користи на целата траса од населбата Бутел 2 кон Скопската обиколница. Најновата анализа на Евростат покажува дека Македонија располага со околу 46.000 легла за сместување туристи, од кои 20.500 хотелски. Според истата анализа се очекува оваа година земјата да ја посетат околу 1 милион туристи, што и не е така мала бројка за Македонија. Во однос на туристичките посети, Скопје се води рамо до рамо со езерските туристички места. Многу е послаб интересот за македонските планински туристички места. Кога станува збор за Скопје, низ централното градско подрачје, може да се забележат туристи што го обиколуваат градот со фотоапарати и видеокамери. Спомениците Војнот на конј и фонтаната, Триумфалната порта, спомен куќата на мајка Тереза, старата скопска чаршија и другите знаменитости се повеќе ги привлекуваат туристите да ја посетат нашата метропола. Тоа покажува дека Скопје е туристичка атракција во регионот. Бројот на туристи во главниот град е во континуиран пораст, а турците, грците, албанците и србите најбројни туристи во Македонија. Она што ги привлекува туристите се и природните убавини и културно-историските споменици од различни временски периоди, како и современите градби. Градските власти во последните неколку години интензивно вложуваа во уредување и промоција на туристичките дестинации. За туристите подготвен е туристички материјал и мапи кои се достапни во туристичките бироа, а можат да се видат и во хотелите и туристичките агенции. Од туристичките агенции информираа дека тие неголемо внимание посветуваат за развој на туристичко-рекреативниот центар Матка, на паркот Газибаба и на парк Шумата Водно. Според многумина, најубавото катче во градот е кањон Матка, која изобилува со природна убавина, а таму може да се посети и пештерата Врело. Таа е најдлабоката подводна пештера на Балканот и втора најдлабока во Европа. Некогаш најголемата туристичка атракција во градот денес представува осамено напуштено место, но и покрај загаденоста на езерото, каде некогаш скопјани се капеа, Треска е симпатична локација за прошетка. Во Скопје привлечна дестинација за туристите може да биде и зоолошката градина. Иако има одредени места кај кои е потребна дополнителна работа, сепак изгледа подобро од кога и да било досега. Од оваа сезона, туристичката понуда на Скопје е збогатена со новата рута на City Tour Bus, со цел да се презентираат сите убавини и културно-туристички дестинации.
Општина Бутел и полициската станица Чаир заеднички ќе работат на зачувување на јавниот ред и мир во општината. За таа цел градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски во соработка со командирот на полициската станица Чаир Саша Комненовиќ одржаа конструктивен состанок со сопствениците на угостителските објекти на територија на општина Бутел. Тема на која се дискутираше на состанокот беше незаконското пукање од огнено оружје и огномети за време на прославите во летниот период. На овој состанок договорена е заедничка соработка за решавање на оваа појава, се со цел избегнување на несакани несреќи и зачувување на јавниот ред и мир на територија на општина Бутел. Општина Аеродром и Бадминтон Федерацијата на Македонија започнуваат заеднички проект Играме бадминтон. Како што соопштуваат од општината, овој проект ги вклучува наставниците по физичко образование, како и сите заинтересирани жители на општина Аеродром што имаат завршено или се уште студираат на факултетот за физичка култура. Обуката, која е бесплатна, ќе се спроведе во период од 22 до 28 август од 9 до 12 часот во едно од основните училишта на територија на општината, под водство на тренер, односно инструктор што ќе го определи Бадминтон Федерацијата на Македонија. По завршување на обуката, сите наставници ќе добијат сертификат за тренер по бадминтон основно ниво, со што ќе бидат оспособени самостојно да работат со ученици од своите училишта. Целта на овој проект, кој вклучува и втор дел, е да се внесе нова спортска содржина за жителите на општина Аеродром од сите возрасти. Со почетокот на новата учебна година се планира веќе обучените наставници да го вклучат бадминтонот во своите програми и да формираат секции или клубови во рамки на училишните спортски клубови, информираат од општина Аеродром. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје апелира до граѓаните да го контактираат центарот секогаш кога ќе добијат информација дека е потребна помош и поддршка на некое лице или семејство во ризик. Со пријавувањето на овие случаи, граѓаните можат заеднички со институциите ефикасно да делуваат при обезбедување помош, но и да спречат евентуални злоупотреби, се наведува во апелот од центарот. Во соопштението се наведува исто така дека пријавите ги разгледува специјализиран тим формиран минатата година. Тимот постапува по итни предмети од ранливи категории на корисници на права и услуги во надлежност на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје. Специјализираниот тим е во функција 24/7, односно е задолжен за вршење итни увиди во било кое време на денот и во текот на викендите. Тимот постапува по примен повик на дежурните телефонски броеви 078 230 943 и 076 381 762. Две лица се измамени во врска со дрва за огрев. На двете лица им било ветено дека ќе добијат дрва, а откако ги платиле парите останале и без пари и без дрва. Едниот случај е во Трубарево, а другиот во Брњерци. Во Трубарево вчера околу 14 часот од страна на непознато лице извршена му е измама при што му биле одземени 200 евра. Оштетениот граѓанин му кажал на сторителот дека сака да купи дрва од него, но сака прво да ги види. Тие се упатиле кон камионот каде што се наоѓале дрвата. Во меѓувреме сторителот се вратил во домот на оштетениот и од сопругата одзел 200 евра со изговор дека така кажал незиниот сопруг, пошто заминал во непознат правец. Жителка на Брњерци пак завчера во времето од 12 до 13 часот била измамена од страна на непознато лице, при што и биле одземени 5000 денари. Измамата извршена од страна на непознато лице на тој начин што жената му дала пари за да донесе огревно дрво и откако и рекол дека веднаш ќе ги донесе дрвата, заминал во непознат правец. Полицијата работи на расчистување на случајот, но граѓаните треба да бидат многу внимателни и да не наседнуваат на вакви изговори, затоа што ова не се единствените случаи на измама со дрва за огрев. Пред известно време на истиот начин беа извршени неколку измами. Град Скопје започнува со реконструкција на улици и булевари со цел да се подобри патната инфраструктура, која што, како што рече градоначалникот Петре Шилегов, е на незадоволително ниво.
Реконструкцијата започна денеска од улицата Ацо Шопов, каде се реконструира коловозот, се гребе стариот асфалт, се поставува порамнувачки асфалт и завршен слој ќе се постави на потегот од крстосницата со улицата Марк Твен до кружниот тек со Партизанска, во вкупна должина од 1100 метри. Реконструкцијата на оваа улица предвидено е да заврши до ноември годинава, а за неа град Скопје ќе потроши 5,9 милиони денари. Поради градежните активности на оваа улица, ќе има привремен сообраќаен режим, зашто Шилегов апелираше до учесниците во сообраќајот да се придржуваат на привремениот режим. Граѓаните на Скопје заслужуваат безбедни улици, без дупки, каде што движењето ќе се одвива непречено и брзо, во согласност со редовната реконструкција на сите уштетени улици со цел да добиеме побрз, побезбеден, поефикасен сообраќај во целиот наш град. Поради градежните активности за реконструкција на коловозот, на оваа улица ќе имаме времен сообраќајен режим. И тоа од крстосницата со партизански одреди до крстосницата со Марк Твен, па ги замолувам граѓаните за разбирање и се извинуваме за евентуалното нивно реметење се додека заврши реконструкцијата на оваа улица. Според планот на град Скопје, реконструкцијата ќе се врши и на булеварите Партизански одреди, од мостот Обединените нации до Ѓорче Петров. Ќе се започне со доизградба на булеварот Христијан Тодоровски Карпош и изградба на ново проектираниот булевар Босна и Херцеговина, а ќе се продолжи и реконструкцијата на улиците Братфордска и Лондонска во Карпош, Антон Попов во Киселавода. Градоначалникот Шилегов посочи дека за овие 10 месеци се нарачани над 20 градежни проекти за реконструкција на улици со цел подобрување на патната инфраструктура. Во изминативе 10 месеци градот Скопје, и можете тоа во системот на јавните набавки на градот да го видите, нарача многу, преку 20-тина градежни проекти со цел да влеземе постепено во имплементација, подобрување на состојбата на инфраструктурата, зборуваме за патната инфраструктура, верувам, во нашиот град, како и започнување на изградба на булеварите за кои што јас зборував во кампањата, што е нешто што еве во овој период веќе најавив и ќе бидеме од ден на ден сведоци како се случува. Деновиве сериозна тема на разговор е загадениот воздух во Скопје во овој период од годината, особено во Газибаба, каде мерната станица покажува високи вредности на PM10 частичките. Кој и зошто загадува во овие летни денови е прашањето што ги предизвика еколошките граѓански организации да водат битка со надлежните. Активистите на О2 коалицијата за чист воздух велат дека со денови железара испушта токсични облаци чад, но никој од надлежните не излегол да каже што се случува. Нивните акции покажуваат дека во Скопје во текот на летните месеци во одредени денови присуството на PM частичките во воздухот се многу над дозволеното. О2 коалицијата секојдневно објавува фотографии на кои се гледаат облаци чад и упатува отворено прашање до Министерството за животна средина и просторно планирање зошто се тргаат настрана пиковите од измерените податоци во Газибаба. За заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули, главен проблем е тоа што мерниот инструмент за присуство на PM10 частичките во воздухот во општина Газибаба бил стар и покажувал погрешни резултати. Според него, од голо око не може да се каже за каков вид на загадување се работи кога ќе се види облакот чад. Макрадули не исклучува дека има појава на палење на ѓубре на некои места во градот и затоа на некои делови се чувствува миризба. Инспекторите веќе на терен ги проверувале сите пријавени места. Од О2 коалицијата велат дека за време на летните месеци во Скопје не се користа дрва за греење, фреквенцијата на луѓе во главниот град е намалена, намален е и бројот на возила што сообраќаат по градот, но намален е и интересот на надлежните за следење на состојбите со загадениот воздух и преземање мерки. Активистите од О2 коалицијата ги повикаа надлежните институции, Министерството за животна средина и просторно планирање, Државниот инспекторат за животна средина, градот Скопје, Инспекторатот на град Скопје и општините Кисела Вода, Газибаба
обвинува Аеродром центар Ѓорче Петров и Карпош да одговорат кои се загадувачите на Скопје и какви мерки се преземени против нив. Тие велат треба да се спроведат казнени мерки за причинителите, па со тие средства ќе може да се набават нови мобилни мерни станици. Бараат акција сега, а не оправдувања во зима. Еколошките налепници кои ќе покажуваат колку секое возило во Скопје загадува, предвидени со измените на Законот за возила пред пратениците во собранието, се очекува да се најдат по референдумот за името на државата. Во ноември минатата година, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов инициираше законски измени со кои при технички преглед на возилата, секое возило да може еколошки да се мапира и да добие налепница. Потоа градските власти ќе можат административно да ги исклучуваат возилата што реално придонесуваат за загадување на воздухот. Шилегов очекува предлогот да помине пред собранието на Република Македонија по референдумот, а по изгласувањето градоначалникот ќе биде тој што ќе забранува движење на возила според екомапирањето. Градот Скопје како ненадлежен орган, меѓутоа имајќи во предвид дека јас како градоначалник сметам дека сум должен да без оглед на сопствената надлежност ги пресретнувам и работа на проблемите, беше координативно тело или раководеше со координативното тело кое што го водевме ние како град Скопје заедно со Министерството за економија, Министерството за заштита животна среда и Министерството за внатрешни работи. Членовите на мојот кабинет кои што го раководеа тоа тело, заедно со вработени во надлежните министерства, ги изготвивме потребните законски решенија кои што треба да ги носат како државни органи на централно ниво, Министерството за внатрешни работи и Министерството за економија, и тие текстови на законските измени се доставени до надлежните министерства. Постапките, колку што јас знам, се веќе некаде во владина постапки, очекувам дека е можно веќе во оваа есен, од која ќе заврши, да речем, одморот на собранието и поуспешно спроведениот референдум, да може собранието на Република Македонија да ги донесе тие законски измени со цел да градот има можност да учествува, односно партиципира во креирањето на политиката на сообраќајот и мапирањето еколошко на возилата. Екомапирањето нема да има дополнителни финансиски импликации врз буџетот на граѓаните, бидејќи секој граѓанин врши технички преглед во текот на годината. Разликата е во тоа што при мерење на издувните гасови ќе може да се категоризира возилото, каква и колкава количина на издувни гасови има и согласно тоа да се мапира во еколошка смисла. Секое возило би требало да добие соодветна боја на налепница, како постојните што ги имаат при регистрација на возилата. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов вели дека кога ќе се донесат измените, тогаш градот ќе има можност да учествува во креирањето на политиката за сообраќајот. Проблемот со уличните кучиња е стар повеќе години и истиот не може да се реши за само 10 месеци, истакнува градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој за овој проблем ја обвинува претходната власт и рече дека претходната градска администрација не изготвила регистар на домашни миленичиња, со што би го спречила механичкиот прилив на кучиња скитници на улиците во градот, а стационарот кој го изградила е целосна дивоградба и не задоволува каков било стандард за третман на кучиња скитници. Постапката за легализација на стационарот Вардариште, кој е дивоградба, е пред општина Газибаба и кога ќе заврши ќе може да се почне со негова реконструкција, реновирање и зголемување на капацитетот. Исто така во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство е завршена постапката за увоз на околу 300.000 чипови со кои сопствениците на домашни миленици, согласно законските обврски кои ги имаат, ќе можат за ефтини средства да ги чипираат своите домашни миленици. Шилегов додаде дека градската администрација работи на изнаоѓање и имплементирање на системско решение со кое на среден рок градот Скопје ќе нема проблеми со кучињата скитници. Од друга страна пак, од Ани Мамунди преку соопштение се обратија до партиите кои префрлаат топката за тоа кој е виновен за алармантната состојба со бездомните кучиња и бараа да се запре хајката врз бездомните кучиња кои да не овеве масовно заловат, а се веќе стерилизирани.
Оттаму вела дека кучиња има и ќе има се додека најтемелно не се дефинира одговорното сопствеништво. Едуцираат и потикнат граѓаните да вдомуваат, наместо купуваат миленици, и да се субвенционира стерилизацијата на домашните миленици. И стерилизацијата да биде задолжителна, а неконтролираното размножување и напуштање на животните најстрого да е казнувано. Ани Мамунди бара и целосно раководство со програмата за контрола на бездомните кучиња и управување на стационарот Вардариште, при што, како што велат тие, суштински би ја унапредиле тамушната програма и би далувале на коренот на проблемот. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов во интервју за МИА вели дека е должен да го предвиди развојот на главниот град и смета дека треба да води сметка што ќе се случува во Скопје во наредните 30 години. Понатаму Шилегов појаснува, кога го презел град Скопје затекнал 3 поголеми проблеми. Првиот е булеварот Трета македонска бригада кон Лисиче, каде се уште постои перална на Среде булевар. Вториот е поранешната постојка на автобусот со број 24 во Кисела вода кај кружниот тек, а третиот е булеварот Христијан Тодоровски Карпош во Бутел. Очекува за 30 на дена да завршат градежните активности во Бутел и кај кружниот тек во Кисела вода. Според него, Скопје во изминативе 30 години било третирано како несакано дете. Наследивме само 6 цистерни за миење улици во јавното предпријатие Комунална хигиена, кои се недоволни. Порано 48 цистерни го имаат чистено овој град. Од 48 цистерни за миење на скопските улици, да ја доведете Комунална хигиена како јавно предпријатие на 6, некогаш на вистина се чудам што работеле луѓето кои пред мене ја извршувале функцијата градоначалник во последните 30 години, рече Шилегов. За следниот период најави зголемување на инфраструктурата на комуналните предпријатија, односно набавка на нови возила, цистерни, контејнери. Посочи дека привршуваат со техничката спецификација на една пообемна и поголема јавна набавка, која ќе овозможи град Скопје да добие нови и пофункционални контејнери од овие кои ги имаме. По документ би требало да има 6000 контејнери за комунален отпад, за да се задоволат реалните потреби на Скопје, а во моментов на скопските улици има само 4250, изјави Шилегов за МИА. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги и понатаму викенд хрониките на Прва Скопска.